Водни канали. Мојот пријател кој има познавање од земјоделие ми објасни за водните канали. Се копа канал во земјата. На почетокот почвата е мека. Првиот пат кога низ него ќе помине вода, почвата почнува да се наводенува. Вториот пат водата го обликува каналот. Третиот пат водата го зацврснува каналот. Потоа како каналот да бил изработен од цемент, водата ја препознава патеката и слепо ја следи. Мозокот на човекот има милиони неврони. Секој пат кога имаме мисла која треба да се претвори во дејство, еден неврон се поврзува со друг, создавајќи патека. Секој неврон може да се здружи со илјадници други неврони, но сепак се случува повторно и повторно да се поврзува со истите неврони. Тоа се нарекува рутина. Одиме по истиот пат на работа. Секој утро се будиме во исто време. Ги гледаме истите емисии. Размислуваме за истите нешта. Се дружиме со истите луѓе. Водиме љубов во истите положби. Одиме на одмор на истото место. Тоа е механизам, не е живот. Невроните во нашиот мозок се како водни канали. Водата ги зацементирала, но имагинацијата мора да тече слободно. Мора да создава, да предизвикува и да длаби нови патеки. Мора да се ослободи од стегите, а ние не ги дозволуваме. Секое утро трчам и додека трчам сакам да слушам аудиокниги. Слушам по една секоја недела. Пред некој ден одлучив на место книга да ја слушам омилената музика на мојата ќерка. Прво почувствува вина, но потоа почнав да уживам во музиката. Се вратив дома со поинаква енергија, расположение и настроение. Се вратив како друг човек. Го скршив цементот. Не е важно дали вашиот цемент е добар или лош. Ако трчате, одморете. Ако читате, седнете и извесно време не правете ништо. Ако возите велосипед, поедете со автомобилот. Ако сакате шпагети за промена, направете ориз. Лишете се од тоа што го сакате, дури и само еднаш. Тоа не е искушение, тоа е сила. Пред некој ден со мојот пријател споделив прекрасна мисла. Зошто мене не ми текна на тоа, се пожали. Може би поради водните канали.